Инаку во петок имавме една одлична богослужба за време на Велики петок. Барем јас бев многу допрен од сето тоа што се случуваше, што го зборевме. Сето овој настан беше навистина благословен за мене, иако јас кој водев бев навистина допрен од Господ. Тоа што во петок се случуваше беше едноставно читање на Библијата, јавно читање на Библијата. Не знам дали сте присуствувале на настан каде јавно се чита малку поголем дел од Библијата. Знаете, кога ќе бе мислам кога спремам проповед и кога треба да читам некој текст пред вас, се обидам да видам што пократок, пошто читање тука може да биде како леле, какав ќе овој текст сега, нели, нека почнеме проповеда веќе, да завршиме до кај да е. Може би такво чувство, може би немате такво чувство, не знам. Јас као дете имав такво чувство, кога бев во црква. Но има нешто посебно кога јавно се чита Библијата, библискиот текст во црква. Има нешто посебно од причина затоа што библискиот текст е напишан така се чита. Кога апостол Павле го праќа своето послание, тој не очекува да се чита стих по стих. Тој очекува да се прочита целото послание од почеток до крај. Кога тоа баш го споделив, кога еден староцрковен отец во некаде 4 век, кога пишува некои своји мемуари и својата посета во Ерусалим, тој е изненаден дека црквата се уште од времето на Исус до тој момент, до 4 век, секој Велики петок се собира, го чита целото Евангелие според Матеј и се моли и вечераат заедно. Црквата тоа го правила, го чита целото Евангелие по Матеј. Читањето на Библијата. Една од најважните цели кои имаме како црква е да бидеме библиски описменета црква. Библиски описменета црква. Да бидеме црква која ќе пребива во Божиот збор. Која ќе живее според авторитетот на Божиот збор. Која ќе размислува за Божиот збор постојано. Која ќе се раководи според Божиот збор. Од таа причина малите групи, алфа курсот, денна молитва, среда, проповедањето и се што правиме се темели врз Божиот збор. Божиот збор е врховниот авторитет на тоа како црквата треба да живее сега и овде на земјата додека Исус не се врати. Веруваме дека Исус кажал небото и земјата ќе поминат, но што вели? Но моите зборови нема да поминат. Затоа се темелиме на Божиот збор. Има еден континуитет, еден момент на обстојување кој не можеме ни да го разбереме. Божиот збор е сведок за тоа што Господ направи во светот и што доправа ќе направи за неговиот народ. Секогаш кога Евангелијата ги читам искуствено, доживам едно посебно искуство. Знаете, кога студиозно го читам Божиот збор, тоа честопати значи читање и размислување на начин на кој сум истрениран веќе да го читам Божиот збор. Знаете, огромни придобивки има теолошкиот факултет, таа некоја едукација која има, огромни придобивки има. Но секогаш кога го читам Божиот збор, свесен сум за оригиналниот јазик на кој пишувам, секој дел. Свесен сум за некаков историски контекст, тој ми е во глава, не можам да си помнам, да не мислам на историскиот контекст во кој се пишува тоа. Тоа е, например, одреден дел во кој се наоѓа. Од сето проучување до сега знам и свесен сум кој писател како пишува и карактерот на неговото пишување. Јасно ми остува, знам кој писател како пишува. Знам дека Марко скока од една сцена на друга. Марко нема многу време. Таков е. И веднаш потоа, ако читате Евангелието според Марко, ќе ги видите овие зборови. Тој ги употребува многу. Ако читате Јован, ќе видите има многу репетиции, многу се повторува, вака кружно, кружи, као спирално, додека дојде до главната поента. И за сето тоа сум свесен додека го читам. Понекогаш тоа знае да биде, искам да видам и терет. Иако сето тоа е важно за да се разбере Божиот збор, јас верувам дека само читањето на Божиот збор, како во петок вечето што го имавме, открива една важна димензија за природата на Божиот збор. Но кога го читам растеретено, да кажам, со свежа глава, без тоа некое позадинско знаење кое го имам, ако успеам,
се враќам во детските години и можам да ја вклучам мојата имагинација. Не знам дали сте ја вклучиле својата имагинација да го читате Божјиот збор. Па дури да се обидам да се поистоветам со некои библиски ликови и во некои библиски ситуации. Сега во модерно, баш гледав некој тоа вештачката интелигенција какви слики може да направи ако им дадете заповед. Остилот направи селфи како Мојсей прави селфи пред да го раздели Црвеното море. Сте ја виделе оваа слика? Не. Го има да меки Мојсей вака пред Црвеното море вака се слика, народот позади него вика само што ќе го разделуваме Црвеното море. Многу е јако. И тоа како дете мене јас бев во таков филм, додека го ги читав овие приказни, си какво е да се биде како дел од тоа мнозинство и да се помине тој пат низ Црвеното море. Со некој сведоштво од Библијата ми е потешко да се поистоветам, па тури да се замислам себе си во таа ситуација. Например, еве, како Црвеното море. Иако тоа веројатно ми беше од тие сцени кои не многу ги размислував како дете, се уште замислувам како би било да се помине низ дното на морето, гледајќи од страните како морето отвара некој пат за да поминам. Се сеќавам во Атланта кога бевме со Фани во еден огромен аквариум таму и гледате сите тие некој има бела ајкула, има од најголемите животни и ги гледате сите вака, многу е јако. И низ целиот аквариум има еден како тунел, стаклен тунел во кој поминувате и фактички нормално само ги гледате животните како пливаат, рибите како пливаат околу вас и се сеќавам на белата ајкула вака ми пливаше тука. Ова опасната и беше многу јако навистина. Некој така слично го замислувам патешествието на израелците низ Црвеното море. Кој знае што гледале, кој знае што виделе таму. Има некои примери во кои не сакам да се замислам. Ги читам Библијата и викам, јас не би сакал да сум во таа сцена. Како, например, во утробата на големата риба, во која поминал Јона 3 дена. Како прво мирисот на риба, реално не го сакам. Можам да замислам каков е мирисот на рибата во утробата. Можам само да замислам. Мирисот на риба, фактички во самата риба има риба која се ферментира за да се свари таа храна. И Јона бил таму и не ми е чудо затоа што кога Јона ја пишува својата молитва од утробата на рибата, вика бев во пеколот и Господ ќе ме избави и верувам дека мојот спасител е жив. Мојата дефиниција за пеколот е слична. Мирис на риба. Но искуството да се биде присутен на распнувањето Христово и да се посведочи Великден е неспоредливо со било која сцена во библиската наратива. Во петокот, како што кажав, го читавме од Божиот збор, од делот во кој евангелистот Јован ни го дава записот за последната вечер, која тој ја поминува со Исус, со апостолите, зборовите кои Исус ги кажал, сето тоа што ги поучувал и тој проследено со молитвата која Исус ја имал, таа првосвештеничка молитва за нив, за оние кои ќе поверуваат во нивните зборови, па се до моментот кога тие го уапсија Исус, тоа неправедно судење кое Исус го доживеа и распнувањето заклучно со погребението. Тоа го правевме во петок навечер. Во петокот го читавме Евангелието на начин на кој верувам дека било напишано да се чита. Јован го пишал за тоа така да се прочита. Да се прочита сцена по сцена, бавно, да не се брза. Да се доживее тоа што Јован го доживеал. Тој се обидува детали да запише таму. Некои небитни детали можеби за нас. Но Јован тоа го прави. Читавме долг дел и бевме отворени да видиме како евангелистот го посведочил за нас тоа што тој го искусил, го почувствувал и го видел тој ден во Исус и таа ноќ со Исус. Евангелистот воопшто не се брза никаде. Тој си зема доволно време за да се потсети себе си и нас за тоа кој бил Исус и што се поминал Исус таа вечер. Како и во текстот што денеска го читаме, така и во делот кој претходи, ученикот не штеди на детали, како што кажав. Има детали кои се многу важни, има детали кои си викаме дали имал вишок картија човекот, едноставно да го пополни листот и става некои детали. Но поентава е дека забележуваме дека овие детали носат интересни работи во текстот.
Денеска ќе читам, онака на брзинка, нема да биде долга пораката. Ќе видиме што се случува во првиот ден од неделата. Што се случува веднаш после погребението Христово. Го погребуваат во гробот, го затворат каменот и се случува сабота, велика сабота, која ништо не се случува, најбитно. Евангелистот Јован продолжува понатаму и ќе читам Јован 20 глава, пополека ќе читам 20 глава, први стих и како што ќе читам, така ќе застанувам и ќе збориме за некои работи кои верувам дека се важни во овој текст. Вели вака: во првиот ден од седмицата, а тоа е недела, Марија Магдалена дојде на гробот рано, уште додека беше темно, и виде дека каменот од гробот е поместен. Уште додека е темно, Марија оди на гробиштата. Сте били на гробишта вечерно време? Јас не. Мислам дека нема ни да одам. Со сета можна технологија и улично осветлување, некако не ми паѓа на ум да одам на гробишта уште додека е темно. Но ете Марија оди. Исус беше погребан во петокот, па следи саботата во која евреите не смеат ништо да работат и не смеат да се осквернат со тоа што ќе допрат мртов човек. Тоа сквернување за евреите. Не смеат да одат во гробишта, не смеат да се допрат до мртов човек. Но веднаш што поминува саботата, Марија е веќе на гробиштата за да го припреми телото на својот учител. И токму овој стих, токму овој незначителен стих навивам, и постои едно прашање на мене. Се прашавам кога последен пат јас сум бил во такво нетрпение за служба на мојот Господ. Та едва чекаше да дојде првиот ден од недела. Едва чекаше да помине саботата. Да тркне одма значи не ја интересира дали се гледа, дали не се гледа, дали некој ќе има таму, дали нема да има. Не ја интересираше ни дали кој ќе го крене сега каменот. Не ја интересираше тоа. Таа летна према гробот да му служи на Господ Исус. Макар тоа да значи и да го полие со сите тие масти и да го припреми неговото тело. Кога последен пат? Јас сум такво нетрпение, со таква жар, со таква љубов сум бил посветен да му служам на Господ Исус Христос. Кога последен пат, уште кога времето според светот е непогодно, јас со сета радост тргнувам во служба. Дури без да размислувам на тоа што ќе начекам, едноставно одам и служам. И тоа е многу важно прашање. Прашањето кое Исус ќе не праша не е дали имаме доволно ресурси, не е дали сме способни, не е дали знаеме нешто да правиме, не знаеме нешто да правиме, туку прашањето кое Исус не поставува го поставува за секој еден од нас. И прашањето кое го постави тој на Петар. Петре, дали ме љубиш? Дали ме сакаш? Текстот вели понатаму, па отрча и дојде кај Симон Петар, затоа што виде дека, нели, на гробот рано, уште додека беше темно и виде дека каменот од гробот е поместен. Па отрча и дојде кај Симон Петар и кај другиот ученик, кого Исус го љубеше. И им рече, го зеле Господа од гробот и не знам каде го положиле. Кога читам Евангелието според Јован, се прашав дали Јован, писателот на ова Евангелие, сака да иритира некој со тоа што постојано себе си се нарекува оној кој Исус многу го љубеше. Мислам дека сака да иритира некој. Мене најмногу ме сакаше, се знаеш. Сите ги сакаш, а мене најмногу. Мислам дека овде Јован ни открива една особина на Бог која само тој може да има. Само Бог може да има таа особина. Само Бог може секој од нас да не љуби посебно. Како да си сам на светот. И како да не постои никој друг на светот. Таа е Божја особина. Само Бог може така да љуби. Само Бог може да те љуби на таков начин да се почувствуваш како да сета љубов која постои е резервирана само за тебе. И тоа важи за секој еден од нас посебно. Верувам дека Јован го чувствувал токму тоа. Нема надпревар, нема иритација, туку чисто искуство кое тој го има со Господ Исус Христос, дека сета љубов е резервирана само за него.
И текстот продолжува понатаму и вели вака. Тогаш Петар и другиот ученик, не кажува кој, ама мисли за себе, излегува и појдоа кон гробот. И обајцата трчаа заедно, но другиот ученик трчаше побруго од Петар и прв дојде кај гробот. И наведнувајќи се ги виде повоите кои кај лежат, но не влезе. По него дојде Симон Петар, влезе во гробот и ги виде повоите кај лежат. А крпата што му беше на главата не лежеше со повоите, туку одделно свиткана на едно место. Тогаш влезе и другиот ученик, кој прв дојде до гробот. И виде и поверува. Зашто уште не го беа разбрале писмото дека тој треба да воскресне од мртвите. Тогаш учениците се вратија дома. Еве уште еден детал. Го приметивте, нели? Повторно некако трка, кој прв ќе стигне до гробот. И мислам дека тој веќе Јован го прави повторно овде за да го иритира Петар. Може Петар бил постар, не бил толку атлетски граден, не знам. Пишувајќи за овој случај, може слободно да го изостави делот дека бил побрз од Петар. Може слободно да го изостави тој дел. Зошто го пишува тоа? Го има тој детал од апостолите дека Јован бил побрз од Петар. Но може би Јован ни открива некоја друга работа. Овде, повторно. Може би Јован овде сака да ни открие зошто Петар го викале Петар. Зошто Петар го викале Карпа. И зошто Исус во своето презнаење уште кога ги повикува апостолите, му го дава на Петар токму тоа име. Ти ќе се наречеш Петар, ќе видиш камен врз кој јас ќе ја градам мојата црква. Додека Јован за себе смета дека е побрз, што е добро, тој не открива дека Петар всушност е оној кој прв влегува во гробот и е доволно смел да го направи тоа. Овде Јован не ја открива својата сила во брзината, туку ја открива својата слабост во тоа дека не е доволно смел. Но Петар доаѓа и влетува во гробот без да размисли. И Петар е првиот сведок. Мислам дека тука може би, додека го пишува Евангелието, веќе му е жал зашто он прв не влегува во гробот. Може и тоа да го има. Некако кајање. Бе, прв стигна до гробот. Зошто не влегува? Јас да бех првиот што ќе го види повојот, да ја видам таа сцена. И тука завршува токму таа сцена. Текстот продолжува и веќе мажите ги остава по страна. Мажите го направија своето. Текстот продолжува во 11 стих вели вака. А Марија стоеше кај гробот однадвор и плачеше. Минатата недела, додека го читав делот од Евангелието за апсењето на Исус, судењето и раснувањето, од време на време гледав инсерти од филмот Страдањето на Исус, од овој Мел Гибсон што го направи. Имаше моменти во кои морав да застанем и да се исплачам, искрено да ви кажам, разбирајќи одново и одново низ што се Исус требаше да помине. Одново и одново го разбирам тоа. Во петокот додека го читав делот која ги минува последните моменти на крстот, многу ме погоди еден дел кога тој кажува жеден сум. Не знам дали сте го приметиле тоа. Жеден сум. Во целиот процес на судење, тепање и распнување не изустува ниту еден збор, но во овој момент ни открива една длабока потреба која не може да ја сокрие ниту на крстот. Жеден сум. Додека го читав овој дел, само помислив дека не се ни сеќавам последен пат кога сум бил жеден. Се сеќавам дека ми се пие вода и пијам. Ама не се сеќавам кога последен пат сум бил вистински жеден. Не знам дали сте искусиле вистинска жет. Кога последен пат сте искусиле вистинска жет. Да искусите каква болка предизвикува жетта кога ја нема водата. Болката внатре во душата која чувствувате дури. Она жет која ни дава потешкоти дури и да дишеме. Таа е страшната жет. И како што пишува Јован, му дадоа сунгер на Исус натопен во оцет. Замислете го и овој детал. Не е вода, туку е оцет. Минатата недела и јас додека ги читав овие зборови, како и Марија, ќе застанев во еден момент и ќе плачев за сето она што Господ има поминато.
Пред неколку години бев во куќата на сестрите од редот на мајката Тереза, тука во Скопје, во Кисела Вода има нивна куќа. И внатре во нивната куќа, во една собата за молитва што имаат, имаше крст, имаше распетие, Исус растна таму. Имаше еден текст на латински. Вака, неколку зборови само на латински. Имаше една сестра од Италија, таму се вика сестра Текна, многу интересна жена. И јас се прашав, што пишува таму? И она ми кажа, овие се едни од зборовите кои Исус ги изговора на крстот. Зборовите беа жеден сум. И она ни кажа дека, затоа што се сестри од редот на мајка Тереза, вика мајка Тереза, целата мисија на мајка Тереза се темели на овие зборови. Жеден сум. Мајка Тереза сиот нејзин живот го има посветено да ги бара луѓето со кои Исус се поистоветува. Оние најмалите, знаете, оние отфрлените, кои во нивните очи ги изговара токму овие зборови. Жеден сум. И тие сака да бидат на место каде што се наоѓаат тие луѓе и да ги напојат. Да им ја задовола таа жет која Исус би ја задоволил. Сета нивна мисија одговора токму на овие зборови. Жеден сум. И целата мисија се темели токму на исполнување на таа жет. И вели понатаму, и како што плачеше, се наведа над гробот и виде два ангела во бели облеки како седат, едниот кај главата, а другиот кај нозете, каде што беше лежало Исусовото тело. Тие рекоа, жено, зошто плачеш? И му одговори, го зеле мојот Господ и не знам каде го положи. Знаете, можеби Петар е смел и храбар, и е карпата, која влезе во гробот без да размислува, беше храбар. Но овде Јован со овој запис и укажува посебна чест на Марија. Рече си секаде и во секој запис, каде што се спомнува средба помеѓу човек и ангел, запишано е како човекот го искусува таа средба. Ја искусува човекот средбата со ангел. Човекот обично е исполнет со страв и ужас од присуството на тоа небесно битие. Овде Марија не гледа ништо посебно во тие две небесни битија, бидејќи целото нејзино внимание е насочено кон Исус. Повторно ќе се свртам кон мене и ќе се прашам, кога последен пат мојот поглед бил толку усредоточен на Исус и ништо во светот немало да го оттргне по мојот поглед од Исус. Немало да ме воодушеви, немало да ме уплаши, немало да ме ужасне, немало да ме засегне, ништо во овој свет, затоа што мојот поглед е 100% усредоточен на Исус. Кога последен пат било тоа кај мене. И текстот продолжува со една прекрасна сцена. И штом го рече ова, се заврате назад и го види Исус како стои, но не знаеше дека е Исус. Исус и рече, жено, зошто плачеш? Кого бараш? Та мислејќи дека е градинен род, му рече, Господине, ако си го однел ти, кажи ми каде си го положил и јас ќе го земам. Можеби ќе се прашате како не успеа таа да го препознае Исус, кој веќе се сврте и го виде. И ова вика се сврте, го виде, но не го препозна. Но повеќе причини, мислам дека се достапни. Прво можеби гледала низна солзени очи, знаете кога солзите се полни, очите се полни со солзи, тоа што го гледате е замаглено, едноставно не гледате како што треба. Можеби последен пат кога го видела Исус бил толку изобличен од камшикувањето и расмувањето, што таа стига била толку врежена во незиното сеќавање, што таа веќе и заборавила како Исус изгледал пред тоа. Едноставно незиното последно сеќавање на Исус, како таа го гледа на крстот, како го гледа положено телото во гробот, не соодветства со тоа што сега таа го гледа пред нејзе. Но се менува тогаш, кога Исус го изговора незиното име. Исус и рече, Марија. Таа се заврате и му рече, Равуни, што значи учителе. Има нешто посебно кога некој го знае твоето име, или некој познат, те познава, го знае твоето име. Не знам дали сте слушнале за Оз Гинис. Оз Гинис тој
беше во Македонија неколку пати, 2 пати, 3 пати, не знам колку беше веќе. Но се сеќавам првиот пат кога дојде, јас го возев низ Скопје, не зборевме многу, ама јас го возев од конференција на состанок, на оно, со сите имаше состанок. И првиот пат кога дојде беше со мене и онака зборнавме, се запознав со Фани, нешто си направивме мобет, но тоа беше еден краток разговор. После неколку години дојде повторно на конференција, на која беше и Фани, а на која јас не можев да отидам. Тоа што Фани ми го кажа дека не само што се сеќавал на нас, туку ги прашал како е Живко. Вау, Гинис го знае Живко од Македонија, човече. Колку е прекрасно некој познат што е, некој што е на сите можни страни, има милион пријатели, да го знае твоето име, да те познава, дури онака грижливо да каже како е Живко, што правите, што има во црквата ново. Вау, прекрасно. А колку е па прекрасно Исус да го изговори твоето име. Секој од нас гради посебен однос со Бог. Таа посебност можеш да препознаеш во тивкиот час кога го читаш Божиот збор и тогаш како и во овој случај, кога Бог тебе лично ти зборува преку неговиот збор и го слушаш твоето име. Тоа е еден посебен момент. Знаеш дека Бог, кој е создателот на се видливо и невидливо, го кажува твоето име. Вели вака, Исус и рече: не допирај се до мене, зашто уште не сум се вратил кај мојот Отец. Туку отиди кај моите браќа и кажи им: се враќам кај мојот татко и вашиот татко, кај мојот Бог и вашиот Бог. Дојде Марија Магдалина и им кажа на учениците дека го видела Господа и дека тој го рекол: мојот татко и вашиот татко. Нешто посебно се случи во петок кога Исус беше распнат на крстот. Тоа што го сведочат евангелистите дека завесата која беше во храмот, завесата која го делеше светот на несвето и свето, завесата која го делеше местото, храмот на присуството каде што човек може да биде и место каде што само Бог може да биде, таа завеса се раскина од горе према надолу. Настапува една нова епоха. Она завеса во храмот што го одвојува човекот од Бог, нашиот татко, беше раскината. Пристапот кон Бога сега е слободен. Исус го отвори патот. Тој е патот по кој ние одиме кај таткото. Сега ние можеме Бог, создателот на се видливо и невидливо, како што вели кредото, да го наречеме наш татко. Понекогаш се занесуваме и го земаме тоа здраво за готово. И забораваме дека гревот кој го имаме не одвојува од таткото. Знаете, зборуваме за милоста Божја која е најважна. Милоста Божја е најважна. Но треба да разбереме дека нашиот грев не одвојува од таткото. Нашиот грев е сериозна работа. Не е играње. И тоа знаеме дека е сериозна работа, знаете по што знаеме? По крстот. Ако гревот не беше толку проблем, ако не беше толку сериозна работа, немаше потреба од крстот. Немаше потреба од крстот. Но крстот покажува колку е важен тој пат кој јас и ти го имаме. Колку е голема таа раздвоеност која јас и тие имаме од таткото. Единствено Христос со смртта на крстот, каде го превзема нашиот грев, вина и срам, носејќи ги во адот со себе, оставајќи ги таму нашите гревови, но воскреснувајќи во првиот ден од седмицата, неделата, тој го отвори патот на секој еден од нас да можеме секогаш кога ќе се молиме да го наречеме Бог наш татко. Кога тие зборови ќе ги кажеме, да откриеме врската која Бог ја гради со секој еден од нас посебно, тој е наш татко, така и треба да му пристапуваме слободно. Наш татко. Има туку уште еден момент, кој верувам дека Господ носи уште едно исцеление. Зависи какво искуство имаме ние со нашиот земен татко. Можеби нашето искуство со нашиот земен татко не било кој знае што. Можеби нашето искуство со нашиот земен татко било скршено. Не било баш убаво. Господ Исус Христос носи исцеление и во таа насока. Затоа што тој не сака да каже, окей,
Лош пример имаш од татко ти. Не ме викај татко, викај ме како сакаш. Пријател ќе ти бидам. Не. Господ Исус Христос доаѓа на самиот почеток од тоа кој ние сме и кажува мојот татко, мојот небесен татко, кој ме возлюби до крај, сега е ваш небесен татко. Сега имате еден нов татко, кој ве возлюбил до крај и кој за вас ќе помине и брда и долини и ќе ве однесе во спасението. И можете во него секогаш да бидете сигурни. Господ Исус Христос го исцелува и тоа е искуство. Исус не повикува да му благодариме на небесниот татко за жртвата која тој ја плати за нас, која поднесе, и затоа сакам сега да пристапиме кон причеста. Јас ќе ве замолам да станете. Причеста е момент во кој ние се потсетуваме на она близина во која Исус не повика да бидеме. Во оваа блискост во која тој не повика да присуствуваме. Причеста е момент во кој ние на некој начин го признаваме нашиот грев. Признаваме дека заради нашиот грев Христовото тело беше прекршено како што е прекршено овој леб и неговата крв беше пролиена како што е излиено ова вино во оваа чаша. Исус не се поштеди до самиот крај. И Христос не повикува да преку вера, преку исповед на нашите гревови и исповед на вера пристапиме во таа присуство Негово, во таа близина во кој тој не повикува да бидеме едно со Него, како што е тој едно со небесниот татко. Јас ќе му благодарам на Господ Исус Христос за лебот и за виното. Ќе се молиме со молитвата Оче наш. Ќе останеме некое време во тишина, во молитва, да поминеме време со нашиот небесен татко. Ќе пристапиме на причеста и ќе се молиме после. Ти што имате потреби, ти што имате молитва, благодарности, подигнете ги вашите гласови, посебно на Великден. Да му благодариме на Господ за тоа што тој го има направено. Ако не благодариме на Великден, кога? Кога ќе се сетиме за тоа што Господ Исус го има направено? Најпрво ќе ве оставам минута во молитва во тишина со Господ. Подоцна ќе благодарам на Господ за виното, ќе се молиме со Оче наш и ќе пристапиме кон причеста. Исе Христе, Сине Божи, ти благодариме, Господе, за Твоето тело кое беше прекршено за нас. Фала ти, Господе, за тоа што не повикуваш во тоа заедништво. Господе Боже мој, преку Твојата жртва, преку Твојата смрт, ние сме спасени и сме очистени, Господи. Ти благодарам, Господе, за тоа што Ти издржа до крај, издржа до самиот крај, Господи, беше распнат на крстот. Исе Христе, ти благодарам за Твојата крв која беше излиена на крстот. Господи, ти благодарам за тоа што тоа е чашата на новиот завет кој ти исклучуваш со секој еден од нас кој ќе пристапи во Твоето царство преку вера. Ти благодарам, Господи Боже, за тој нов завет во кој преку милост, Господи, сме спасени. И Боже, можеме да бидеме сигурни во Твоето дело. Ти благодарам, Господи, за воскресението, кој е печат на Твојата мисија за спасение, за воскресението, кој е првиот плод на оно што допрва доаѓа и за воскресението, кој е нашата конечна надеж. Биди со нас, Господи, благослови не, Твои сме и исполнени со Твојот дух, утешителот кој ќе не води тогаш кој ќе не биде